Прво би сакал да ја поздравам идејата за оваа денешна средба, посебна благодарност до организаторот на оваа трибина, бидејќи во последните десетина години, според статистичките податоци во Република Македонија, појавата на несреќи, појавата со смртни последици е забележителен пораз, се јавува како резултат на доволната неедукација и обученост на самите ракувачи со земјоделските машини и невниманието. На оваа средба ќе се посвети посебно внимание во поглед на обезбедување на услови, се со цел правилна регулација, правилна контрола и управување со земјоделските машини, избегнувањето и сведувањето на минимум на сите оние показатели и фактори кои што може да придонесат за појава на одредена несреќа, која што може да биде со повреди, меѓутоа и со смртни последици. Од друга страна, развојот на земјоделската механизација од година на година бележи се поголем пораст. Набавката на нова механизација, набавката како на погонска, така и на приклучна, придонесува да постојано земјоделските производители се едуцираат и постојано да има и посетуваат одредена обука. Секоја машина си е засебна за себе, во поглед на елементите, во поглед на одржувањето, во поглед на регулацијата, во поглед на употребата, во имплементирањето на новата техника или во новата технологија. Поради тоа, самите ракувачи мора да се стекнат со основни познавања, да и ги исклучат и минималните показатели или фактори кои што може да доведат до појава на одреден несреќен случај. Освен непосредното ракување и учеството на тракторите во самиот сообраќај, се исто така фактор фактор за појава на одредена сообраќајна незгода. Зошто најчесто доаѓа до овакви несреќи? Која е причината и дали има некаква статистика? Прво и основно, појавата на несреќи доаѓа како резултат на нерегулирање во поглед на кога доаѓа во ек на самото извршување на работните процеси. Движењето на нашите земјоделци по патиштата е многу поголем. Невниманието нивно, меѓутоа нивниот замор како резултат на извршување на работните операции, неисправноста на дел од погонските машини, бидејќи старосната структура на погонските машини во Македонија е над 20 години. И покрај обидите да ја обновиме и да воведеме нова опрема и нова погонска механизација во земјоделското производство, сепак таа динамика е многу поспора. Поради немањето сигнализација, односно светлосна сигнализација, обезбедувањето на премините, на каналите и така натаму, секој брзо да ја заврши работата што е можно за пократок период и најголем дел од самите сообраќајни незгоди се јавуваат како резултат на невнимание на директниот управувач со земјоделската механизација или од останатите учесници како резултат на нивно незабележување, необележување, вклучување директно на сообраќајот и така натаму. Самиот работен процес, односно апликација на растенијата или нивна заштита е еден од најскапите работни процеси во земјоделското производство, затоа што цената на чинење на активната материја на пазарот се повеќе и повеќе расте. Меѓутоа, како резултат на загаденоста општа на планетата, на општеството, на околината, на животната средина доведува до појава на се повеќе болести кои што во иднина ќе се интензивираат и нивната појава како и на штетници ќе биде се поголема. Поради тоа се користат и она што треба да се прскаме, меѓутоа прскаме и за она што не треба. Како резултат на недоволната повторна едукација и обука, активната материја што се дава по хектар површина е многу голема. Од друга страна, самите директно кои што учествуваат во самата заштита не се доволно обезбедени при самата апликација, односно при самото нанесување на активната материја по хектар површина. Сето тоа придонесува да добиеме небезбеден производ. Што тоа значи? Тоа значи да остане одреден процент на резидуа, одреден процент на активна материја која што понатаму пазарот треба да го прифати или не прифати. Во минатото голема количина на производи на соседните земји беа вратени од Европската унија од пазарите како резултат на утврдување на појава на резидуи, односно остатоци на пестициди во самите плодови. За да не дојдеме ние во таква ситуација, потребно е преку вакви курсеви, вакви тренинг, се со цел да се едуцираат непосредните производители и учесници во самото производство, за да сите тие работи ги минимизираат и да не дојде појава понатаму. Од друга страна, законите за заштита на животна средина, законите за заштита на растенијата и така натаму, кои што се во фаза на донесување, ќе предизвика одредени придвижувања во самиот сектор, затоа што ќе дојде во ситуација да не можеме било кој да отиде во земјоделска аптека и да набави средства за заштита. Од друга страна, треба нашите производители да водат евиденции, кои што евиденции ќе се стремат во поглед на водење на евиденции кога, како и зошто треба да прскаме. Денеска ние
можеби дел од апликациите кои што ги правиме и се непотребни, што значи дека специализирани заштитари, лица кои што ќе го произведат самата заштита на одредена, дали е тоа лозов, овошен насад или било кое друго земјоделско производство, треба да се насочат да најминимизирани трошоци да го постигнат највисокиот резултат и најдобриот квалитет. Само еден таков безбеден производ можеме ние да ги освоиме, не само пазарите на Балканот, туку и пошироко. Друг проблем е непосредната лошата манипулација со остатокот од раствор, со амбалажата и така натаму, кои што представуваат потенцијални контаминатори на самата околина, уништување на постоечкиот жив свет и се разбира на тој начин нарушување на екосистемот во државата. Во однос на денешната работилница, безбедност и здравје при работа со земјоделска механизација и хемиски средства во земјоделскиот сектор е последна од проектот институционална поддршка, кој што е поддржан Фондација Отворено општество Македонија. Со ова работилница, значи, целта е да ги запознаеме присутните во однос на безбедност и здравје при работа во земјоделскиот сектор, кој што е една од најбитните алатки, а воедно исто така, значи, во текот на вчерашниот ден, учесниците се запознаи со Законот за работни односи. Во однос на ова работилница е предизвик кој што го дава наредниот проект, кој што е пак поврзан со земјоделскиот сектор, кој што ќе биде поддржан од Европската Унија, како кој што ќе биде насочен кон градење на капацитети на земјоделските работници, а воедно исто така и ќе даде можност да се истражи на делот на видеостори, каде што ќе увидиме состојбата на земјоделците во делот на безбедноста и здравјето при работа, а исто така и дискриминацијата, а воедно и можност за давање насоки на тоа како да се заштитат младите работници.